Почитувани граѓани, почитувани медиуми, добар ден. Денес објавуваме нов скандал поврзан со работењето на Панче Тошковски и Министерството за внатрешни работи. Ова што денес ќе го слушне јавноста е школски пример за партиско-полициска држава и злоупотреба на функцијата за политичка заштита на партиски назначен началник. Во овој случај граѓаните ќе чујат како Тошковски врши притисок и казнува невини и честни луѓе вработени во Министерството за внатрешни работи. Откако јавноста разбра за целиот скандал поврзан со сватовите на Гаши и нивното пропуштање низ граница без контрола, денес го обзнануваме пеколот кој им следувал на вработени на границата Блаце. Панче Тошковски, неговиот омилен началник Наим Рамука, сакаат да им се накалеми наводна одговорност на вработените на Блаце за тие двајца да си останат чисти. Според информациите кои СДСМ ги доби од свиркачи, откако Тошковски не успеа да го сокрие скандалот од јавноста и свати дека мора да се бара одговорност од некого, тој и Наим Рамука дошле до идеја да ги набедат луѓето кои си работеле на смена на границата Блаце. Бидејќи СДСМ ја обзнани целата шема и директната наредба која ја дал Наим Рамука, јасно е дека овие луѓе немаат никаква одговорност. Според нашите информации, командирот на граничниот премин Блаце добил директно барање од Наим Рамука дека треба на 6 вработени да им бидат изречени писмени опомени. Со ова планот бил тие да поминеле без парични казни и да си ја превземеле одговорноста. Рамука го информирал командирот дека ова мора да се заврши, затоа што целата работа наводно била договорена меѓу Изет Меджити и Панче Тошковски на највисоко политичко ниво. Вака Тошковски и Рамука сакале да се забошоти целата работа. Но командирот на граничниот премин Блаце, чие име нема да го откриеме, одбил да изрече таква казна, сметајки дека тоа е нечесно кон вработените. Тој јасно кажал дека нема одговорност кај вработените и побарал случајот да го реши внатрешната контрола во Министерството за внатрешни работи. Според нашите информации, во моментов случајот е во внатрешна контрола, која пак мачи како да го оправда целиот случај и очигледно се обидуваат да направат манипулација и да обвинат некој друг. Ова е Министерството за внатрешни работи под водство на Тошковски, почитувани граѓани. Ова е добро познатото ВМРО-МВР и методите од времето на Гордана Јанкуловска. СДСМ бара итно, јавно и транспарентно да се објават наодите на внатрешната контрола. СДСМ бара итно да се лоцира одговорност кај оној кој ја дал наредбата. Точно знаеме кој, како и зашто треба да одговара и ова веќе го објавивме во јавноста. Доколку Тошковски се обиде било кој вработен во Министерството за внатрешни работи да го искористи како жртвено јагне, остро ќе реагираме. Понатаму бараме уште еднаш обвинителството да се изјасни по случајот. Зошто основното јавно обвинителство молчи? Бараме итно да бидат конечно разрешени Рамука и Тошковски. Овие скандали веќе немаат крај. За крај прашуваме, има ли грам човечност во Тошковски? За одговорност знаеме дека нема. Има ли малку доблест да го разреши Наим Рамука и тој да се повлече, наместо да мести невини луѓе да одговарат? Дали вака ВМРО-ДПМН ја замислува одговорноста за која беседи Мицкоски? Ова ли е таа департизација која треба да се направи од неговата смешна платформа? Срамно и жално, но и пред се опасно е ова што се прави. Ако вака се местат уште сега луѓе да одговараат за да си ги покријат скандалите, тогаш каде ни е крајот? Ви благодарам.